Дами и господо, добра вечер. Добре дојдовте на промоција на отчет на градоначалникот на општина Крива Паланка, господинот Арсенчо Алексовски, на која сме сведоци континуирано. Оваа вечер, по трет пат, истиот овој градоначалник ќе даде отчет пред сите нас за сработеното во изминатата 2013 година. Ова, драги сограѓани, е значаен момент за сите нас, граѓаните, жители на Крива Паланка и околните населени места. Наше граѓанско право, како граѓани на Демократска Република Македонија, е да знаеме каде се потрошени нашите пари. Во Крива Паланка, стореното, сите сме сведоци е на виделина. И токму затоа, сите ја гледаме позитивната промена на лицето и духот на нашиот град. Го поканувам градоначалникот на општина Крива Паланка, господинот Арсенчо Алексовски, да даде својот отчет на нас, граѓаните на Крива Паланка. Добро вечер на сите, почитувани сограѓани, дами и господа. Дозволете ми најпрвен да ви се заблагодарам што вечерва сте присутни во волкав број и што дојдовте на промоцијата на отчетот за сработеното во 2013 година. Измина скоро една година, исполнета со многу реализирани проекти и активности кои секој граѓанин на Крива Паланка ќе ги вреднува на свој начин, онака како што тој самиот цени и размислува. Сите тие активности се очигледни и видливи за сите нас. Велат дека убавината не е во она што го гледаме, туку во она што го чувствуваме додека ги гледаме делата и успесите од минатата година. Како и во изминатиот период, еве и сега, повторно излегувам пред вас со извештај за сработеното во општина Крива Паланка во изминатите 365 дена. По завршувањето на локалните избори во месец март 2013 година, која го доби вториот мандат во првиот изборен круг, извршувањето на функцијата градоначалник на општина Крива Паланка го продолжи со уште позасилено темпо со цел да ги остварам проектите со кои излегов пред вас, граѓаните на Крива Паланка. Во изминатиот период интензивно се работеше на сите надлежности на локалната самоуправа, а особено се видливи активностите на полето на комуналната инфраструктура и културните активности во рамките на добиениот статус на Крива Паланка како град на културата за 2013 година. Во самата програма за локалните избори наведовме дека со читањето на оваа програма секој граѓанин на Крива Паланка ќе го препознае проектот што го предложил, ако е оправдан и остварлив, бидејќи програмата ја направивме заеднички со ваши идеи, реализираните денови на идеи, непосредни контакти и другите начини на остварување на комуникација за подобро утре на сите нас. Програмата ги опфати сите надлежности на општината, а 11 проекти се предвидени како приоритетни. Денеска може да истакнеме дека за овие неполни 365 дена целосно реализиравме 4 од предвидените приоритетни проекти. И тоа, набавивме нови возила со опрема за јавното предпријатие Комуналец Крива Паланка, извршивме доизградба на спортскиот комплекс со повеќенаменско игралиште, ги реконструиравме и ги рехабилитиравме патните правци Крива Паланка село Мождињак преку село Конопница и Крива Паланка Мартиница преку населбата Скрљава и Цонефрид. А со проектот за подобрување на општински услови финансиран со кредит од Светска банка преку Министерството за финансии на Република Македонија, ги изградивме и реконструиравме следните 7 улици: Горан Стојановски, Климент Охридски, Никола Тесла основна траса, Никола Тесла Лев крак, Осоговска крак 1 и крак 2, Пиринска и Наско Тамбурко во Крива Паланка. Ова непобитно докажува дека ги реализиравме капиталните инвестиции што ги ветивме и тоа во предвидените рокови.
Ово исто така значи и дека до 2017 година ќе реализираме и многу проекти што не се предвидени во програмата, а се потребни за сите нас. Ја потврдивме оправданоста за прогласување на Крива Паланка за град на култура за 2013 година. Досега се реализирани повеќе од 180 културни настани, театарски представи, ликовни изложби, литературни промоции, концерти, филмски ревии и многу други културни содржини. Ова е плод на домакинско и отчетно работење. И драго ми е што можам да истакнам дека сиве овие проекти што се наведени во отчетот не представуваат ново задолжување на општината, туку и покрај нивната реализација долгот на општината е намален за повеќе од 100.000 евра. Овој отчет е наменет за вас, граѓаните. Вие да дадете свој суд и оценка. Вие мора да знаете каде и за што се потрошени вашите пари. Тој представува извештај за ветеното, оствареното, потрошеното во изминатата година, како и најава за натамошните активности. Самиот отчет го започнуваме со комуналната инфраструктура, со проектот за подобрување на општинските услови. Преку овој проект се реализира со кредитот од Светска банка преку Министерството за финансии, од кои општина Крива Паланка и се одобрени 50 милиони денари, од кои околу 40 милиони денари се наменети за подобрување на транспортната и патната инфраструктура, а 10 милиони денари се употребени за набавка на нови возила и опрема за јавното претпријатие Комуналец. Преку проектот се извршени следните активности на улиците како што е наведено. На улицата Горан Стојановски, тоа е улицата Карши фабриката Карпош, каде што после секој обилни врнежи на дожд, ние имавме огромни наноси на таа улица и потоа неколку дена веќе јавното претпријатие Комуналец и вработените сезонски работници ги чистеа наносите, таа улица ја асфалтиравме. Санирањето на улицата извршено е проширување на трасата, изработка на постелка, тампонирање, одводнување, асфалтирање на коловозот во вкупна должина од 390 метри, ширина 5 метри и во вредност од 4 милиона и 600.000 денари. Улицата Климент Охридски, тоа е улицата над кантина. Извршено е проширување на трасата, изработка на постелка, тампонирање, одводнување, асфалтирање на коловозот во вкупна должина од 277 метри, ширина 5 метри, поставување еластична ограда покрај долот во вредност од 3 милиона и 400.000 денари. Улицата Никола Тесла, тоа е улицата над социјалното, основната траса и улицата Никола Тесла левиот крак, извршено отстранување на постојаната калдрама која беше на улицата, направено е тампонирање, извршено е одводнување на атмосферската канализација и асфалтирање на улицата. Основната траса е во должина од 209 метри, вредност 3 милиона 135.000 денари и левиот крак е во должина од 111 метри, вредност 1.068.000 денари. На улицата Осоговска, крак 1 и крак 2, тоа е улицата над Житни магазин, извршена е изработка на постелка, пробивање, тампонирање, асфалтирање на улицата во должина од 560 метри, тука се изградени и подпорни зидови, направена атмосферска канализација и вредноста на овој проект е 6 милиона и 200.000 денари. Улицата Пиринска, тоа е поранешната улица или и сегашна кај поранешниот ловачки дом, извршено е отстранување на постоечкиот асфалт што беше во должина од 320 метри, тампонирање, решавање на атмосферските води, вредноста е 2 милиона и 600.000 денари и нормално асфалтирање. Улицата Наско Тамбурков, тоа е улица во населба Илинден, извршено е пробивање на дел од трасата, изработка постелка, тампонирање, асфалтирање на улицата во должина од 518 метри, изградени се подпорни зидови во должина од 130 метри и решена е атмосферската канализација. Вредноста на овој проект е 5 милиона 771.000 денари. Општината од овој проект обезбеди 3 целосно нови машини
односно нови возила, и тоа за јавното предпријатие Комуналец, и тоа машина Skip марка ИЦБ и мултифункционална машина Avant, како и трактор со приколка и со приклучна механизација за овие машини. Овие машини представуваат неопходна потреба за јавното предпријатие Комуналец, со која ќе се решаваат комуналните услуги, со која ќе се врши реновирање и на водоводната и канализационата мрежа, а воедно тоа ќе представува заштеда на финансиски средства и за општината и за јавното предпријатие Комуналец. Овие машини од оваа година се ставени и во зимското одржување, во функција на зимското одржување, со кое може да кажеме дека имаме огромна заштеда на средства. Го реализиравме проектот асфалтирање на патниот правец Крива Паланка село Мартиница преку населба Скрљава и Цоне Фрид во должина од 1130 метри, кој се реализираше во рамките на програмата на владата на Република Македонија за реконструкција и рехабилитација на локалната патна инфраструктура со средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Жителите на населба Скрљава, Цоне Фрид, под долги децении чекување, конечно добија нов асфалт и вредноста на овој проект е 6 милиони денари. Јас мислам дека сите оние, поготово кои се од населбата Скрљава и кои го поминуваат овој патен правец, знаат како беше. Знам дека дури и такси возилата не сакаат таму да одат. Мислам дека е направено прекрасно и ова е еден од подобрите проекти. Во рамките на овој проект исто така е реконструиран патниот правец од Крива Паланка, село Конопница, село Мождевњак, во должина од околу 6,5 км и ширина на коловозната лента од 3,5 метри. Реконструкцијата на овој локален патен правец се решија голем број од проблемите што ги имаше населението во поглед на транспортната инфраструктура. Патниот правец Крива Паланка село Мождивњак преку Конопница се асфалтира во рамките на програмата на владата на Република Македонија за реконструкција и рехабилитација на локалната патна мрежа со средства од Европската банка за обнова и развој и вредноста на овој проект е околу 15 милиони денари. Кога сме кај овие два проекти, би сакал да кажам дека имавме огромни критики дека сме го закочили овој проект, дека ние како локална самоуправа не сме сакале да го завршиме. Јас уште еднаш и во оваа прилика ќе нагласам дека за овој проект беше изберена фирмата Алпине, која фирма со текот на околностите доживеа своја ликвидација и не можеше да се реализира проектот. Нашите политички опоненти го искористија овој момент уште за изборите, рекоа дека не сакаме да го правиме, но јас ќе кажам, она што го ветуваме и ќе го направиме. Го ветивме и тој проект се реализира и жителите на село Конопница, Мождивњак и во населба Скрљава имаат два прекрасни патишта. Преку Бирото за регионален развој и од буџетот на општина Крива Паланка се изврши тампонирање со решено одводнување на локалниот пат во село Конопница кон местноста викана Крст. Општината Крива Паланка изврши реконструкција на патот од селото Конопница до Делницата и истиот тоа е од постојаниот асфалт према местноста викана Крст. Со овој захват се изврши само тампонирање на патот и се реши одводнувањето преку канали од двете страни на патот и овој патен правец е спремен за асфалтирање и ние како општина во наредниот период ќе се потрудиме да го асфалтираме се со цел да не би се упропастил овој дел од патот, односно добар дел од средствата се потрошени за негово доведување во состојба на функционалност и доколку не се асфалтира, истиот ќе биде повеќе упропастен и мислам дека во таа работа ќе успееме, веќе обезбедивме и дел од средствата, другиот дел ќе бидат преку буџетските средства на општина Крива Паланка, така да мислам дека во текот на новата градежна сезона ќе се зафатиме со решавање на асфалтирање на овој патен правец. Го реализиравме проектот изградба на општински пат
спој М2 Стамболиска мала Деловоци во село Конопница во должина од 1200 метри. Изградбата на патот опфати проширување на трасата на постојниот земјен пат, изработка на постелка, тампонирање и асфалтирање, како и канализирање на атмосферските води. Финансиран беше од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието во рурален развој и вредноста на овој проект е околу 5 милиони денари. Нов асфалт е поставен и во село Градец кон испосницата на Свети Јоаким во Соговски во должина од 350 метри. Овие средства се од буџетот на општина Крива Паланка и од Бирото за регионален развој во вредност од 1.200.000 денари. Ако знаеме дека во претходниот период преку ИПА програмата за погранична соработка во овој дел интервениравме со 1 километар асфалтирање на пат, и ако знаеме дека партерно го уредивме просторот околу испосницата на Свети Јоаким Осоговски и на некој начин направивме нов бренд за Крива Паланка покрај манастирот Свети Јоаким Осоговски, да имаме уште еден бренд, тоа е испосницата на Свети Јоаким Осоговски, ни остануваат некаде уште 500 метри кои треба да ги доасфалтираме за да се дојде до испосницата на Свети Јоаким Осоговски, што мислам дека во наредниот период ќе најдеме можност и сила да го направиме и ова. Почитувани сограѓани, во изминатиот период се работеше и на други градежни активности. Беше изградена пешачка патека во должина од 150 метри и ширина од 1,60 м во населбата Скрљава. Беше изграден пешачки мост преку Крива река, што ги поврзува велосипедско-ролерската патека и спортскиот комплекс. Се изградија повеќе потпорни зидови на улиците кои се градеа на Наско Тамбурков, на Никола Тесла, на Јоаким Крчовски, на патниот правец Мала Стамболици, Мала Деловоци во село Конопница. Општината Крива Паланка исто така во текот на 2013 година два пати изврши и санација и замена на оштетените асфалтни површини на локалните патни правци и градски улици. Заради подобро одвивање на сообраќајот, и тоа еднаш во март месец, веднаш по изборите, и во текот на ноември и декември 2013 година. Се работеше на улиците Јоаким Крчовски, Наско Тамбурков, улицата 8 октомври, Радко Минев, Херој Карпош, улицата Лозановска, Гоце Делчев. Поставивме нов асфалтен слој на локалниот пат на дел од локалниот пат во село Луке, а исто така извршивме и замена на делови од оштетената коловозна конструкција на патот на делницата од Крстов дол до училиштето во село Луке. Со градежни работи за изградба и регулација се зафативме со регулирање на Белевски дол. Извршивме канализирање на водата со еден трапезен канал во ширина од 4,60 метра на површината и на дното 2,40 метра. Регулацијата е извршена со камени плочи, со и бетон. Изградени се бетонски каскади во висина од 1,5 до 3 метри. Исто така се изградени пристапни скали до улицата Свети Јоаким Осоговски, како и премин армирано бетонски плочест пропуст, со што се обезбеди пристап кон населбата Мечковци, а се постави и метална ограда на скалите и на дел од коритото. Градежните активности се финансирани од страна на општина Крива Паланка и од страна на Министерството за животна средина, и мислам, искрено кажано, дека оваа регулација на Белевски дол е навистина едно прекрасно направено место. Со самото градење на регулацијата се отвори целата населба, се добија нови два патни правца, и еве ве поканувам сите вас да ги посетите како овие градски улици, што градски и приградски, така и регулацијата на Белевски дол. Во населба Бавчало го изградивме новиот рекреативно-забавен парк со фонтана. За реализација на оваа активност се изградени два поголеми потпорни зидови. Го оформивме паркот исто така партнерно со бекатон плочки, со светилки, клупи, чешма, фонтана, со проточна вода. Ја зедовме водата од Пендивир, како што го викаме. Ние ја донесовме тука и мислам дека представува една своевидна атракција, а се почесто гледам дека некој која ќе дојде од страна, поготово има обичај да се слика на тој дел, и тоа ми представува посебно задоволство.
Во минатата година го завршивме и проектот велосипедски патеки за граѓаните и посетителите на Кјустендел и Крива Паланка. Направивме велосипедско-ролерска патека по течението на Крива река во должина од 1200 метри. Самиот проект за изградба на патеката опфати трасирање на патеката, тампонирање, асфалтирање, осветлување, поставување на клупи, корпи за отпадоци, хортикултурно уредување, поврзување со спортскиот комплекс, за олеснување на комуникацијата и пристапот. На неколку точки на патеката се поставени монтажни скали, со што се овозможува побрз пристап на граѓаните до овој комплекс. Освен инвестицијскиот дел преку проектот за изработена и студија, формирана е база на податоци за состојбата на природните ресурси во прекуграничниот регион, а се дадени предлог мерки за унапредување на животната средина. Проектот е финансиран од ИПА програмата за прекугранична соработка во вредност од 14.152.000 денари. На крајот на овие инфраструктурни проекти, како што ги наброев, сакам да ви кажам дека само во делот на комуналната инфраструктура во општина Крива Паланка во изминатиот овој период се инвестирани повеќе од 90 милиони денари, односно 1,5 милиони евра. Камо таа среќа да можеме секоја година во инфраструктура да вложуваме повеќе од 1,5 милиони евра. Во односта на урбанизмот и животната средина, во изминатиот период се изврши измена и дополнување на деталниот урбанистички план за дел од Урбан блок 11, локалитет Кланица до Скрлјавски дол. Овој детален урбанистички план го опфаќа објектите Кланица, објектот на поранешна треска, објектите на фабрика Карпош и е во површина од 12,65 хектари. Исто така се направи детален урбанистички план за локалитетот кај плацот на Пелагонија со површина од 1,08 хектари. Со овој план на еден дел е предвидена изградба на верски објект црква. Во изминатиот период се направи физибилити студија за изградба на спортско-рекреативен туристички центар Калин Камен. Во студијата за развој на спортско-рекреативниот туристички центар Калин Камен се дефинирани 3 зони за зимски туризам, и тоа зона Калин Камен, зона Царев врв и третата зона е зона Сокол, односно Руен. Како исто така како зона за вили и сместувачки капацитети, зона, односно хотели, спорт и рекреација, чија локација и опфат треба да се утврдат дополнително. Околу манастирот Свети Јајке Мосоговски предвидена е зона за културен туризам, која соодветно инфраструктурно би била поврзана со останатите зони дефинирани во студијата. Со студијата се офатени 193 километри квадратни, односно 40,14% од вкупната територија на општина Крива Паланка. Ова студијата е финансирана од средствата на буџетот на Република Македонија преку Бирото за регионален развој и Центарот за развој на Североисточниот плански регион. Кога зборуваме за ова физибилити студија, би сакал да кажам дека ние сите кривопаланчани често знаеме да кажеме дека имаме прекрасна планина, дека имаме планина која може да има терени за скијање и слични работи. Но досега немаме ни еден пишан документ и доколку било кој сака да дојде да инвестира во таа планина, треба да праша, добро, каде вие имате предвидено тоа да се случи, каде имате предвидено за ски туризам, каде имате предвидено за пешачење и слично. Значи, ова е основа за развој на понатамошниот дел на туризмот на Калин Камен. Прв пат се прави студијата кошта повеќе од 20.000 евра, прв пат се прави студија која ги означува основните постулати каде би биле и за што би се тоа користело. Денес имавме состанок со изготвувачите на самата студија повторно и веќе договоривме да се почне со полека со урбанизација на овој дел, на дел по дел со урбанизација, како би се утврдило каде ќе биде делот на сместувачките капацитети, кој дел ќе биде дел за скијање, кој дел ќе биде дел за пешачење, за планинарење и слични работи, така да во овој дел полека
ова е процес кој ќе трае повеќе години, ова е процес кој не може да кажеме дека ќе се заврши за 1, 2 или 3 години, но сепак за прв пат се почнува. За прв пат се почнува да се размислува за скијање или за некој друг вид на планински туризам на нашата Осоговска планина. Ако имаме предвид дека најголемиот дел на Осоговската планина ја држи Крива Паланка и северниот дел на Осоговската планина ја држи Крива Паланка, а на страната на Кочани веќе имаме зимски центар, на страната на Кюстендил веќе имаме зимски центар, само Крива Паланка нема зимски центар. А најголемиот дел и северниот дел го има Крива Паланка, кој е најпогоден за тоа. Мислам дека полека ќе продолжиме во овој пат. Востановената практика за спроведување на еколошки акции ја продолживме понатаму. Во изминатиот период ги спроведовме еколошките акции да ја чистиме Крива Паланка за еден ден, ја спроведовме екоакцијата Македонија без отпад за 2013 година, исто така ги спроведовме и традиционалните акции Ден на дрвото за садија својата иднина. Согласно со своите заложби и активна партиципација на граѓаните во процесот на креирање на локалните политики, ги спроведовме деновите на идеи, предлози и проекти од граѓаните. Имено граѓаните од 18 до 22 ноември 2013 година ги поднесува своите идеи скоро за сите области на надлежност на кои се во надлежност на локалната самоуправа и други, како што се комунални проекти, урбанизам, образование, спорт, култура, како и развој на мали и средни бизниси и слични теми, од економијата и друго. Секоја издржана идеја, предлог, проект, мерка, потреба на граѓаните беше сериозно разгледана и вметната во годишните програми и на општината Крива Паланка. Добар дел од овие идеи кои ги добивме и претходно кога имавме денови на идеи и сега кога имавме денови на идеи, добар дел од тие проекти се корисни и по тие проекти работевме и тие проекти ги прифативме како локална самоуправа и добар дел од тие проекти се реализирани. Одржавме форум на работодавачите од општината со представници на Министерство на труд и социјална политика, Агенција за вработување, представници од локална самоуправа и работодавачи од Крива Паланка во насока на успешно имплементирање на политиките за вработување на локално ниво со презентација на активните програми и мерки за вработување. У Крива Паланка се пушти во употреба и инфоточка на Европската Унија, тоа е 12-та инфоточка на Европската Унија, при тоа преку која граѓаните ќе може да се информираат за историјата, функционирањето, структурата и за другите вредности на Европската Унија. На градскиот плоштад се одржа голем европски хепенинг со промотивни путови и на кои беа представени земјите членки на Европската Унија преку Бугарија, Романија, Полска и Белгија. Впрочем, со овие земји ние имаме избратимени градови. Продолживме во однос на образованието, науката, спортот и младите. Продолживме со проектот Општината ги стипендира најдобрите, односно 4 стипендии доделивме на талентирани ученици, средношколци и 4 на талентирани студенти кои учат, односно студираат во училиштата, во факултетите во Македонија и надвор од Македонија. Стипендијата е во висина од 3000 денари месечно, а се исплаќа 9 месеца. Одржавме трибини за неформално образование, каде што целта на трибините е подигнување на свеста кај младите за претприемништво со презентација на стратегија за интегрален прекуграничен економски развој, кој е дел од проектот Бизнисот нема граници, финансиран од ИПА програмата за прекугранична соработка на Македонија и Бугарија 2007-2013 година. Во однос на спортот, со изградбата на повеќенаменското спортско игралиште, кое мора сите да признаеме дека е ремек дело, нашите сограѓани добија нешто ново, добија ново повеќенаменско спортско игралиште кое е асфалтирано, оградено и на него се поставени сите потребни спортски содржини и опрема, голови, кошеви, обележување на теренот и слично, кои ги задржуваат светските спортски стандарди. Изготвивме и проект за партерно уредување во просторот во рамките на спортскиот проект. Проектот ги опфаќа површините кои се помеѓу тениското и спортската сала, спортската сала и игралиштето и повеќенаменското игралиште. Овој проект дел по дел ќе биде реализиран
Проектот предвидува поголем број на спортски содржини во рамките на спортскиот комплекс, како и реконструкција и подобрување на постоечките содржини. Предвидена е изградба на мини голф терен, скејт парк, помошни патеки, трибина за мултифункционално игралиште, трибина за фудбалското игралиште, тротоар покрај Кејскиот зид, поставување на урбана опрема и хортикултурно уредување. Во насока на развивање на училишниот спорт поставивме нови алуминиумски спортски трибини во основното училиште Јоаким Кршовски. Спортските трибини се донација од Golden Aluminium Products, застапувани од македонските представници Максалус од Крива Паланка. Трибините се поставени во дворот на училиштето Свети Јоаким Осоговски, на кошаркачството и повеќенаменското игралиште, а 7 подвижни трибини се сместени во салата за пинг-понг во училиштето. Јас во оваа прилика би сакал јавно да им се заблагодарам на донаторите на оваа инвестиција, што навистина представува една убава инвестиција. Селото Жидилово го доби долгоочекуваното реконструирано спортско игралиште. Стариот дотраен и руиниран асфалт на спортското игралиште во село Жидилово беше целосно изваден и заменет, каде што беа вградени околу 570 метри квадратни нов асфалт. Оваа година по 5-ти пат го реализиравме и релито да ги запознаеме убавините на Соговските планини. Колоната со джипови, која оваа година беше над 120, мина низ прекрасните предели на Соговските планини, почнувајќи од Крива Паланка, Можди, Ивњак, Острец, Баби, Костадиница, Бабина чешма, Царев врв, Алтан чешма, Калин камен, се до манастирот Свети Јоаким Осоговски. Оваа година за прв пат беше посетено и Кнежевското езеро од хидросистемот Зетовица. Учесниците на релито, љубеници во авантурата на овој спорт, имаа можност да уживаат во недопрените убавини на Осоговијата, да ја почувствуваат и да понесат со себе дел од магијата на планината. Должината на патеката од оваа година е 80 километри, од кои 80% е неасфалтиран патот, а највисоката точка до која се вози е 2085 метри Царев врв, втор по височина врв на Осоговијата. Крива Паланка во однос на земјоделието и руралниот развој, Крива Паланка е препознатлива по производство на високо квалитетен компир и затоа ова година извршивме промоција на препознатливите кривопаланачки компири со манифестација така наречена Компиријада, која се одржа на градскиот плоштад со поставување на штандови со црвен и бел компир, произведени од Осоговијето, беа изложени специјалитети од компир и се читаа текстови за компирот и се одржаа разни надпревари. Во оваа манифестација може би беше срамежливо како почетна, но сепак значи нешто и од година на година ќе ја збогатуваме и ќе ја зголемуваме. Одржавме обуки за аплицирање од ИПАРД програмата, односно Стопанската комора на Македонија во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство одржа бесплатна презентација на ИПАРД програмата на тема новите можности за реализација на вашите инвестицијски проекти согласно со ИПАРД програмата. На обуката беше даден осврт за подетално запознавање со поволностите за реализација на инвестицијските проекти. Во односта на културата, Крива Паланка е прогласена за град на културата за 2013 година. Овој статус сметам дека заслужено го добивме преку континуирано одржување на културни настани во претходните години. Преку богатата програма што беше изготвена од страна на организацијскиот одбор на манифестацијата, а по добиените предлози од граѓаните, како никогаш досега во Крива Паланка се реализирани над 180 културни настани. Театарски представи, ликовни изложби, литературни промоции, концерти, филмски ревии и многу други културни содржини, а како пример ќе ги наброиме фестивалот на традиционална култура од прекуграничниот регион Кюстендил Крива Паланка, Баскерфест 2013 година, гостување на хрватскиот фолклорен ансамбл Кут Осијек 1862, прослава на 5-годишнината од возобновувањето на Староградското друштво Распеани кривопаланчани, гостување на бразилска фолклорна група, летна школа за архитектура, меѓународен конкурс за карикатури во чест на заштитникот на градот Свети Јоаким Осоговски се одржа фолклорниот и театарскиот фестивал, ликовна копаничарска
колонија. На градскиот плоштад гостуваа Силви бенд и актерот Илија Струмениковски со мюзиколот Песни од Коштана. Го прославивме и концертот на кумановскиот джез состав Джез Обел, настанот на рускиот вокален ансамбл Чајка, промоција на книги од ТВ од Полската алијанса и така натаму и така натаму. Ќе се задржам само на дел од културните настани и ќе кажам дека по повод христијанскиот празник Свети Јоаким Осоговски, патронот и заштитник на градот Крија Паланка, во периодот 25, 26 и 27 август го проследивме 9-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски. Фестивалот започна со дефиле на учесниците, кои со своите колоритни носи и интересни кореографии ги привлекува вниманието на посетителите, кои имаа можност одблизу да уживаат во изворотниот фолклор, карактеристичен за поднебјата од каде доаѓаат. На ова фестивалско издание, кое траеше 3 дена, учествуваа фолклорни ансамбли од Романија, Белгија, Северен Кипар, Турција, Србија, Бугарија и од Македонија. Ова година се подрудивме да дефилеата, трите фестивалски вечери поаѓаат од разни места. Првиот вечер тргна од Домот на културата, вториот вечер тргна од Осечка мала, третиот вечер тргна од Житни магаци. Мислам дека целиот град ја осети фолклорната магија во Крија Паланка и тоа беше едно посебна убавина да се види како гости од најразни земји дефилираат низ Крија Паланка. Во однос на меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски, салата беше преполнета во Центарот за култура сите 8 фестивалски вечери и покажа дека нашите криопаланчани умеат и сакаат да живеат со театарот, дека се достојна и верна публика, љубопитна и жедна за секоја нова драмска приказна. Ретроспективно, на годинашната театарска сцена може да се видат представите и уметничките работилници од Македонија, Србија, Бугарија, Црна Гора, Република Српска. Македонскиот актер Страшко Милошевски е годинашен лауреат на фестивалот. Во второто издание на рок фестивалот Joyfest, неколку илјадната публика уживаше во изvedбата на Момчило Бајагич Бајага со инструктори, како и други познати бендови. Едноставно кажано, ова беше настан за паметење. Пред некој ден во Центарот за култура по втор пат се одржа Гоцефест. Посетителите на фестивалот имаа можност да уживаат во нови родолюбиви патриотски македонски песни со фолклорна мелоритмика и богато историско минато на македонскиот народ. Предходното издание Гоцефест беше во 2013 година и ова е второ поред. Го реализиравме исто така проектот за заокружување на целината на објектот на Градскиот музеј во Крија Паланка со уметничка галерија и со изложбен простор. Со реализација на проектот Крија Паланка за прв пат во својата историја добива модерен галеријски простор од 90 метри квадратни, кој ќе се користи за презентирање на тековни уметнички и музејски изложби. Градската уметничка галерија ќе функционира како составен дел од Градскиот музеј Крија Паланка. Реконструкцијата на просторот за Градската уметничка галерија е финансиран од Норвешката амбасада од Белград, од амбасадорскиот фонд во висина од 50.000 евра, преку проектот Уметност без граници, основање на Градска уметничка галерија, чиј носител беше општината Крија Паланка и Градскиот музеј од Крија Паланка. На очиглед на сите, во Крија Паланка е поставен градски часовник на новиот административно деловен објект, кој се гради во крудогот на општинската зграда на Крија Паланка. Со постувањето на градскиот часовник го возобновивме нашето културно историско наследство и традиција, што имала камената саат кула за означување на точно време, по кое се ориентирале криопаланчани. Кулата била изградена во основањето на градот во 1633 година и била во функција се до 50-тите години на минатиот век. Новиот часовник има 4 страни, одзвонува на секој час, започнувајќи од 7 часот наутро па до 21 часот навечер. По возобновувањето на невестинското поклонение
на Свети Теодор Тирон во село Конопница го распишавме меѓународниот конкурс за карикатури на тема Сна и свекрава, на кој се јавија дури 87 автори од 28 земји, почнувајќи од Иран, Турција, Кина, Узбекистан, преку Аргентина, Бразил, Канада, се до Израел, Мароко, Нигерија, кои на конкурсот за карикатури доставија 187 творби. Ова е прв пат конкурс да се направи и да има толку творби. Работиме и на развој на копоничарството во градот. По просториите на Центарот за култура беше отворена ретроспективна изложба по повод 20 години од меѓународната копаничарска колонија Свети Јоаким Осоговски, а во наредниот период се планира основање на резбарска школа. Го реализиравме проектот Културно наследство на нашите предци, духовен столб на нашата заедничка европска иднина, финансиран од Европската унија преку ИПА програмата за прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Станува збор за сеопфатен проект, чија првенствена цел е регистрирање и зачувување на културното и историско наследство од прекограничниот регион, но исто така и анимирање и активно вклучување на поновите генерација, особено младите, во зачувување и заживување на старите традиции. Инвестиравме и во безбедност и противпожарната заштита. Ако може да кажеме дека во изминатите 4 години инвестиравме во противпожарната служба со возила за противпожарна заштита, оваа година инвестиравме во обуки за пожарникарите, заедно со тимот од Македонија учествуваа на надпревари во излекување на жртви при сообраќајни несреќи, кои се одржа во Ливерпул во Велика Британија и нашите беа едни од најдобрите. Во поглед на социјалната заштита и социјалната превенција, може да истакнеме дека се грижиме за промоција на еднакви можности меѓу мажите и жените, унапредување на човековите права, ја негуваме активната соработка со Сдруженијето на пензионери и трудови инвалиди, ја спроведуваме акцијата Се грижиме за топол дом, а исто така дадовме придонес во организирање на многобројни доброволни крводарителни акции. Почитувани сограѓани, во оваа прилика ќе искористам истовремено за да ги најавам и покрупните проекти што планираме да ги реализираме во наредниот период. Тоа е изградба на улицата Билинска, локалниот пат во село Лозаново, крак 1 Дивјанска мала и довршување со изградбата на мостот во Куковдол. Довршување на административно-деловниот објект во општина, изградба на плоштадот Карпошово стание пред општина Крива Паланка, на кој сте сведоци дека веќе почна интензивно да се работи, изградба на дел од канализационата мрежа во село Мождињак во должина од околу 6 км, кој вчера поставивме камен темелник, изградба на водоснабдителен систем Станачка река со доопремување на фабриката за вода, за која е завршена тендерската постапка и изборен е најдобар изведувач и веќе се очекува да почнат градежните активности, изградба на миньор коритото на дел од теченијето на Крива река, односно ќе се гради кејски зид од двете страни на Крива река, од големиот мост до Лилјаковиот мост во должина од 480 метри, и мислам дека ова ќе биде навистина еден убав дел во нашата општина и разубавување на самиот град. Воедно продолжуваме и со изградбата на малите хидроелектрични централи на доводните сопководи Калин камен и Станачка река, како и продолжување на изградба на новиот цевковод кој се гради од Калин камен до фабриката за вода, имено 3,5 км од новите стаклено-пластични цевки се веќе поставени, останува поставување уште некаде околу 3,5 км и овој дел ќе биде завршен. На крајот, почитувани мои сограѓани, може да кажам дека Крива Паланка е град на кој му треба реализација на вистински и неопходни проекти. Потребна е волја и љубов, но и образ да се реализира она што е ветено. Со овој отчет делумно ги представив реализираните проекти на општината Крива Паланка. Денес, на промоцијата на овој отчет, сакам да ја истакнам мојата огромна благодарност до владата на Република Македонија, предводена од премиерот Никола Груевски, која ме следеше во работата и во реализацијата на овие проекти. Воедно сакам да истакнам дека за реализација на овие проекти огромна заслуга има и општинската администрација, која беше вклучена во сите сегменти на реализација на овие проекти.
А исто така, мора да кажам дека и за успешна реализација на проектите ја имав и огромната подршка од Советот на општина Крива Паланка и на сите нив искрено и јавно им благодарам. А за крај и за воиднина ве повикувам сите вас да се вклучите во заедничкото креирање на понатамошниот развој на нашата општина со ваши предлози и ваши идеи, бидејќи заедно може да постигнеме повеќе со една единствена цел: подобар живот на секој кривопаланчанец. Да продолжиме заеднички да остваруваме за доброто на нашата општина Крива Паланка. Ве благодарам. Да бидеме среќни и горди што сме жители на град кој е мирува. Град во кој постојано се работи, град и неговата околина, кои секој ден стануваат подобро место за живење. Ви благодарам на вашето присуство и имајте убава вечер.